Добро вечер. Вести на Канал 5 во нив ќе гледате. Обвинителството бара куќен притвор за судијата со 350.000 евра скриени во Куински ѕид. Како биле откриени алуминиумските ролни во форма на цилиндер. Анел Фидоски избран за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. Доби поддршката од Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Бубевски не доби доволна поддршка. Мицкоски во Давос. На низа со станоци презентирани можностите за инвестирање во Македонија. Нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани. Дуи даде зелено светло за Safe City. Почна тестирањето на камерите за сообраќаен надзор. Се вршат проверки дали камерата јасно снима, дали точно ги чита регистарските таблички. МВР алармира за лажни пораки со казни. Во пресрет на најавениот пик на грипот почна второто полугодие. Грип не се добива само на училиште, се добива и дома и на улица. Судскиот совет попладнево му го одзема имунитетот на судијата Ѓоко Ристов, осомничен за корупција, откако претходно обвинителството го сослуша и побара куќен притвор за него. Сега на потек е кривичниот суд. Таму е Маја Стојановска. Маја, дали Ристов е спроведен во судот и дали веќе има одлука од кривичен? Тања, според последните информации кои што ги имам од кривичниот суд, е тоа дека судијата Ѓоко Ристов веќе се наоѓа овде во кривичниот суд и е практично пред судија на претходна постапка кој ќе треба да одлучи дали ќе го прифати предлогот од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за определување на мерка куќен притвор, но и за определување на други мерки на предпазливост. Откако и судскиот совет на вонредна седница која што беше свикана попладнево, даде зелено светло за одземање на неговиот имунитет. Исто така го одобри и предлогот за мерка куќен притвор, но исто така и донес одлука за временно оддалечување од функцијата на Ристов до правосилност на кривичната постапка. Како што соопштија од судскиот совет, ваквите одлуки биле донесени едногласно со 10 гласа за од страна на сите присутни. Па тука предлагам да погледнеме дел од самата атмосфера на седницата. Првата точка е да се донесе одлука за да му се одземе имунитетот на судијата Ѓоко Ристов заради непречено водење на кривичната постапка. Како што напомена и ти Тања, Ристов овде во кривичниот суд доаѓа од обвинителството, каде што тој претходно беше сослушан. Сега обвинителството него го товари за кривично дело противправно стекнување и прикривање имот и перење пари и други приноси од казниво дело. Како што напоменав, до кривичниот суд ја достави и ова предлог мерка за куќен притвор, но и за определување на други мерки на предпазливост. Тука предлагам да погледнеме што соопштија од обвинителството. Денеска предметниот јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го сослуша осомничениот судија и му ги предочи прибраните докази, врз основа на кои се темели основаното сомневање дека ги сторил делата што му се ставаат на товар, ценејќи ги објективните услови што е потребно да бидат исполнети за определување на мерка за обезбедување присуство, како и субјективните што истата ја оправдуваат на судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје. Јавниот обвинител му достави предлог на осомничениот да му биде определена мерка куќен притвор. Освен оваа мерка, предложено и определување на мерка на предпазливост, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање. Маја попладнево со детали како биле најдени парите во домот на родителите на судијата и излегоа и од МВР. Да, Тања, МВР излезе со детали како практично стигнале до сумата 350.000 евра во домот на неговите родители, практично парите кои што беа пронајдени во ѕид, но исто така тие кажаа дека тој пријавувал и лажна состојба за неговиот имот, но и за имотот на неговите родители. Тука предлагам да слушнеме повеќе детали во однос на самото пронаоѓање на парите.
Извршен е претрес во домот на неговите родители, лоциран во Неготино, каде на првиот кат, поточно во куинската просторија, биле забележани сомнителни околности за изведување на градежни активности, корекција на зидните плочки, пошто при отстранување на една зидна керамичка плочка забележана е дупка во која се наоѓале алуминиумски ролни во форма на цилиндер, спакувани во поединечни 13 пакувања, во кои пронајдени се вкупно 610 банкноти во апоени од по 500 евра и 225 банкноти во апоени од по 200 евра или вкупно 350.000 евра. Така ние секако остануваме овде да проследиме одлуката на самиот судија, кој што практично нели треба да одлучи дали Ристов заминува во куќен притвор или не, па повеќе детали најавувам во следното издание на Вестите студија. Маја ти благодарам. Советот на јавните обвинители на денешната седница го избра обвинителот Анел Фидоски за шеф на основното јавно обвинителство Скопје. Тој освои 7 гласови од членовите на Советот и на позицијата го наследува Гаврил Бубевски, кој исто така беше во трка за нов мандат. Михајло Видимлиски има повеќе. Обвинителот Анел Фидоски ја презема раководната функција во Скопското јавно обвинителство. Доби најголема поддршка од членовите на Советот на јавните обвинители со 7 гласа за, наспроти досегашниот шеф на обвинителството Гаврил Бубевски, кој доби 5 гласа и не успеа да добие втор 4 годишен мандат. Дел од членовите на Советот сметаа дека Бубевски треба да остане на позицијата, бидејќи покажал добри резултати. Други пак сметаа дека треба да биде заменет и за Фидоски посочија дека поседува авторитет и подготвеност за примена на современи стандарди и практики во обвинителската работа. Од останатите кандидати Тања Трајчевска и Спасенка Андонова добија по 1 глас за, а Дејан Петрески не доби ни 1 глас. Резултатите вие бевте внатре, значи 8 гласа мислим дека доби јавниот 7 Анел Фидоски, доби поддршката од Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанса. И веќе му дадевме шанса. Скопското обвинителство со над 50 обвинители е најголемото основно обвинителство во земјава. Фидоски е дел од него над 10 години, а во јавноста е познат по случаите со убиството на Никола Саздовски, член на навивачката група Комити, случајот Тенковски делови, воден против поранешниот премиер Владо Бучковски, кој заврши со застарување, како и случајот со малата Тамара од Велес, која почина додека чекаше за лекување во странство. Во меѓувреме се уште трае огласот за изборот на нов државен јавен обвинител за наследник на Љупчо Коцевски, кој се е пријавен досега. Информација нема. А многобројни состаноци за презентирање на можностите за инвестирање во Македонија се на агендата на премиерот Христијан Мицкоски, кој во Давос се придружуван од висока владина делегација. Тој попладнево даде изјава за првиот ден од учеството на економскиот форум. Денес имавме, би рекол, многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании. Теми кои што беа опфатени се темите од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Се разбира, од наша страна беа представени можностите за инвестиции во Македонија, во македонската економија, нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани. Но на кое што посебно би сакал да се задржаме вториот дел од денот, односно панелот за енергетика, каде што бев активен учесник и говорник, заедно со секретарот за енергетика на Соединетите Американски држави, господинот Рајт, панел на кое што учество зема буквално светското водство во енергетскиот бизнис, компании кои што доаѓаат од сите континенти, компании чии што обрти се движат во рамките на илјадници милиарди. Таму разговаравме за очекувањата и плановите за развој на енергетиката во годините кои што следат. Енергетиката од областа на производство на електрична енергија. Со присуство на 65 светски лидери во Давос денеска почна Светскиот економски форум. Во фокусот на состаноците се глобалната економија и трговија. Меѓу клучните теми се очекува да биде и темата за иднината на Гренланд. Трамп утре доаѓа во Давос, а во меѓувреме продолжи да испраќа пораки дека островот ќе мора да стане американски. Афродита Рамос.
старата Европа и досегашниот светски поредок нема да се вратат колку и да сме носталгични. Затоа градиме нова и независна Европа на безбедносен, енергетски и економски план, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во незиното обраќање на Светскиот економски форум во Давос. Таа призна дека не очекувала новиот геополитички шок во Арктикот да биде дел од незиниот говор, но испрати порака до американскиот председател Доналд Трамп. Независноста на Гренланд не се дискутира, а заканите за дополнителни тарифи се грешка. First principle. Full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. We will work with the United States and all partners on wider Arctic security. This is clearly in our shared interest that Europe must speed up its push for independence, from security to economy, from defense to democracy. Having the dialogue with our friends and partners, also if necessary with adversaries. The point is that the world has changed permanently and we need to change with it. And therefore, thank you and long live Europe. Елитниот форум во Давос, кој вообичаено е платформа на која се дискутира иднината на светската економија, се претвори во низа на кризни состаноци во обид да се спречи евентуална конфронтација помеѓу членки на истата одбранбена алијанса. Сепак, додека фон дер Лајен најавува непоколеблив одговор на обид за присвојување на Гренланд, Доналд Трамп пред полетувањето во Давос беше дециден дека островот е неопходен за сад и во тој поглед, како што тој изјави, нема враќање назад. Трамп сподели и приватни пораки кои наводно му ги испратиле генералниот секретар на НАТО Марк Руте и францускиот председател Емануел Макрон, на кои навидум тие се обидуваат да договорат состанок со него на оваа тема. Овој четврток председателот на Европскиот совет Антонио Кошта најави итен состанок за лидерите на сите земји членки на ЕУ со цел да се подготви консолидиран одговор на Унијата после заканите на Трамп дека ќе го откупи и присвои Гренланд, а ќе ги казни со тарифи од 10 до евентуални 25% сите европски земји кои ќе се противат на неговиот план. Синдикалната кошница потешка за речи 1000 денари во однос на декември. Цените на сите продукти се покачени, што денар, што 2, што 10. По повеќедневни калкулации ДУИ пресече, ке го поддржи законот за прекршоци во собранието, со што се надминуваат пречките од 1 февруари да стартува безбеден град. Една од главните забелешки на интегративците е што системот ќе се применува само во 3 града. Јана Јосифовска. По неколку дневно тактизирање, ДУИ сепак одлучи нивните пратеници да ги поддржат предложените измени во законот за прекршоци, со кои системот Safe City треба да стартува од 1 февруари. Ова денеска го соопшти координаторката на нивната пратеничка група Рина Айдари, наведувајќи дека оставаат на МВР да работи на забелешките кои тие ги имаат во однос на предложените решенија. Исто како и СДСМ, и од ДУИ имаат забелешки за строгоста и висината на казните за сообраќајните прекршоци, додека едно од главните нивни барања се известувањата од Safe City да бидат и на албански јазик, кој велат е службен во државата. Според Айдари, сега ќе дадат шанса на овој проект, а доколку нивните барања не бидат исполнети, ќе иницираат нови законски измени. Од страна на Министерството за внатрешни работи и експертите кои го изготвиле законот, практично ни беше потврдено дека се работи во насока на спроведување на сите барања што ги поставивме. Сакам јасно да нагласам дека ние во принцип ги поддржуваме законските измени и започнувањето на овој систем. Ова е одлука на лидерите која произлезе од лидерската средба, додека ние на ниво на координаторите ги решивме дилемите и техничките
прашања. Од ВМРО-ДПМН очекуваат законските измени да бидат донесени согласно роковите за да профункционира SafeCity на време. Во однос на забелешките од СДСМ за заштитата на личните податоци и висината на казните, од владеачката партија уверуваат дека се ќе биде согласно законските норми. Очекуваме во јасно зададените рокови законот за прекршоци да биде донесен во согласност со и координација со координаторите на сите пратенички групи кои што се во тек, и заштитата и начинот на чување на податоците и начинот на казнување е строго одреден согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Според најавите, се очекува до петок собранискиот спикер да ја закаже седницата за нивно гласање. За ова законско решение потребно е двотретинско мнозинство од 80 пратеници, а за сега неизвестно е дали ќе ја добие поддршката од СДСМ. Филипче најави дека конечниот став ќе го кажат на собраниска седница штом таа се закаже. Во меѓувреме, се уште нема договор меѓу пратеничките групи за нов народен правобранител и неговиот избор останува заглавен во собранието. Од ДУИ потврдија дека остануваат на ставот против сегашниот предлог Фатон Селјами, кој е поддржан од Вреди, и бараат да се избере ново име од листата на пријавени. Според Ајдари, од ВМРО-ДПМН има начелна согласност за нивното барање, но од Вреди се противат за постапката одново да почне. Од влезот на Скопје почнаа проверките на камерите кои се дел од системот SafeCity. До крајот на месецот треба да се провери секоја поставена камера, дали дава јасна слика и точно ги впишува регистрациите на таблиците на возилата, а и дали веродостојно ја регистрира брзината на движење. Се со цел да не дојде до грешка при казна за евентуален сообраќаен прекршок. Проверките се прават од страна на Бирото за метрологија. Информираат од МВР, од каде појаснуваат дека од 15 минути до половина час граѓаните можат да останат заглавени на скопските крстосници на кои во моментот ќе се вршат проверки. Од таму апелираат граѓаните да бидат трпеливи. На сообраќајните камери се вршат проверки за да се утврди дека правилно работат и точно регистрираат сообраќајни прекршоци. Се вршат проверки дали камерата јасно снима, дали точно ги чита регистарските таблички и дали податоците што ги бележи се точни и сигурни. Предвидено е активностите да се спроведат во периодот од 20 до 31 јануари, во временскиот период од 8 до 20 часот. Првата недела е предвидено да се спроведат на локациите на подрачјето на градот Скопје. На секој поединечен пункт на кој е поставена камера, еднократно ќе се врши проверка која трае 15 до 30 минути. Проверките се вршат од страна на Бирото за метрологија. А од МВР денеска алармираат дека изминатиот период е забележана појава на фишинг напади кои се изведуваат преку лажни СМС пораки, електронски пораки, веб страници и пораки на социјалните мрежи. Лажните пораки наводно пристигнуваат од оддел за моторни возила, како известување од системот Безбеден град, и во истите е наведен лажен линк преку кој се пренасочуваат граѓаните да извршат уплата за наводен сообраќаен прекршок. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни при користењето на интернет, да не се отвораат сомнителни линкови и пораки, никогаш да не споделуваат лични податоци, како што се броеви на банкарски картички, лозинки или лични идентификатори, преку неовластени канали, да ја проверат адресата на испраќачот, велат од МВР. Сојузот на синдикати на Македонија ја објави синдикалната кошница за месец јануари. Вредноста е зголемена за 920 денари во однос на декември и изнесува 66.413 денари. Од ССМ велат дека тоа е показател зошто требало да се зголеми минималната плата и да се воведат мерки. Маја Стојановска. За 920 денари пораснала минималната синдикална кошница во јануари, споредбено со декември, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. За покривање на основните месечни трошоци на едно 4-члено семејство потребни се 66.413 денари, а доколку живеат во изнаемен стан од 60 квадрати, 81.778 денари. Најголемо зголемување е регистрирано кај трошоците за храна и пијалаци за 563 денари, како и кај станарината, комунали, облека и обувки, лична хигиена и образование. Единствено се намалени трошоците за транспорт,
за 91 денар. Откако минатата недела министерот за економија Дурмиши изјави дека нема потреба од мерки за намалување на цените на храната, подпредседателот на ССМ Иван Пешевски вели дека зголемувањето на трошоците од околу 1000 денари за еден месец го покажува спротивното. Слободно нека ни каже министерот за економија каде пазари и каде се намалени цените, барем и ние останатите да одиме таму да го поминеме поевтино месецот. Да уверуваме дека цените на сите продукти се покачени, што денар, што 2, што 10 и затоа се собира да 1000 денари само за еден месец имаме покачување, само гледаме покачување на цените, оние барем што ги пратиме ние, а ги пратиме во најевтините маркети и кажуваме дека секој месец само поскап станува животот на македонскиот работник. Пешевски вели дека растот на трошоците го оправдува и барањето за зголемување на минималната плата. По таа насока, ССМ на состанок со нивните највисоки органи и гранкови синдикати утре ќе одлучува за датумот и местото на најавените протести, кои доколку не вродат со плод, ќе се размислува и за преземање следни чекори. Доколку нема ефект од еден протест, секако дека ќе блокираме повеќе раскрсници улици, дека ќе има повеќе протести, но не се исклучува можноста и за одлука за генерален штрајк како во јавен, така и во приватен сектор. Без договор меѓу владата, работодавачите и работниците за повисок минималец заврши последната седница на економско-социјалниот совет во декември. Тогаш, иако беше најавено, не беше донесена ниту новата владина потрошувачка кошница, која според владата треба да биде вистински показател за месечните трошоци на семејствата. Во пресрет на најавениот пик на грипот во училиштата почна второто полугодие. Министерката Јаневска вели дека има целосна доверба во одлуката на здравствените власти и смета дека учениците не треба да губат настава, затоа што, како што вели, и без тоа имале помалку часови од нивните врсници во Европската Унија. На оваа тема Елизабета Дамјановска-Спасеновска. И покрај шпекулациите за евентуално продолжување на зимскиот распуст поради зголемениот број на случаи од сезонски грип, учениците денеска сепак се вратија во училиштата, со што и официјално започна второто полугодие. Учениците сега се наред да покажат труд и посветеност и успешно да ја завршат и оваа учебна година. Сезонски грип не се добива само на училиште. Опасност од него постои насекаде каде што се движат децата, а и состојбата не е толку алармантна, рече денеска министерката Весна Јаневска на стартот на второто полугодие. Таа истакна дека има целосна доверба во одлуката на здравствените власти, кои донесоа конечна одлука второто полугодие да почне без одлагање. Нашите ученици до 15 годишна возраст имаат 900 часа помалку, затоа што сите истражувања во светот и кај нас кажуваат дека колку се почесто децата на училиште поредовни, толку поголеми успеси постигнуваат. Друго, грип не се добива само на училиште, се добива и дома, и на улица, и на скијање. Така да, доколку има потреба, сигурна сум дека Министерството за здравство ќе реагира. Со цел да се подобрат резултатите на меѓународните тестирања на учениците, се прават промени во наставната програма, а предвидени се и обуки за наставниците. Јаневска посочи дека досега 900 наставници добиле обука за користење на вештачката интелигенција во училиштата. Се договараме за обука за нови 700 наставници, што значи тоа што е актуелно во светот, е актуелно и кај нас. Се разбира, ние мора со малку позабрзано темпо да работиме, затоа што во некои иновации би рекла доцниме, но јас сум сигурна дека ќе постигнеме се што треба. Ние имаме проблеми во читање и разбирање, па сега имаме една приоритетна обука која ќе спроведе Бюрото за развој на образованието, токму за читање и разбирање, за дигитални вештини и така натаму. Во вториот дел од учебната година ќе продолжи процесот на воведување едносменска настава, со која досега се опфатени околу 200 училишта. Во јуни матурантите ќе полагаат државна матура по нов концепт, согласно со видот на образованието. Нема информации за зголемен број отсуства во паралелките поради вирусот. Лекарите апелираат децата да внимаваат на хигиената и училниците редовно да се проветруваат. За ова Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Нема отсуства на ученици на првиот ден од стартот на училишната година заради зголемувањето на бројот на болни од грип. Но според предходните искуства очекуваат намалување на бројот од наредна недела, кога се очекува и пикот на грипот.
Пулмолозите објаснуваат дека училишните деца треба посебно да се внимателни со хигиената, редовно миење на рацете и бришење на работните површини и проветрување на училниците. 24 часа пред појавувањето на симптомите, па се некаде до 3-4 ден, и поред тоа што имаат симптоми, имуниот систем функционира кај тие особи и веќе количината на вирус е драстично намалена, но сепак тие секако 1-7 дена од почетокот на симптомите треба да носат маски, да внимаваат. Може да се зарази некој доколку допре инфективен материјал кој што се наоѓа на различни предмети, така да доколку се потоа фати за носот, очите или устата, може на тој начин да биде заразен, што како мерка неопходно потребно е децата особено и училишните и оние другите да си ги мијат рацете со цел да се намали можноста да се заразат. На клиниката за пулмологија има 8 хоспитализирани пациенти со грип. Сите се со претходни заболувања. Хроничните заболувања во комбинација со грип даваат сериозна состојба од тешки пневмонии и кај тешки случаи сепса, која е причина за смрт. Она што многу е често е што во комбинација со грип се добива секундарна бактериска инфекција, која и по прележувањето на грипот останува и друга здравствена последица. Бактериска пневмонија кога ќе почнат да искашлуваат и жолтеникав секрет и во главном тоа се случува после неколку дена од привремено подобрување на клиничката слика. Бактериската секундарна пневмонија се јавува со повторно качување на температурата, повторно висока температура и кашлање со искашлување на жолтеникав, може би некојаш и гноев искашлок. Иако вакцинацијата заврши во октомври, граѓаните и сега може да се вакцинираат, бидејќи грипот ќе продолжи во наредните 2 месеци. Иницијативата Стоп за усје за утре попладне најави нов протест. Воздухот не е привилегија, молкот нема да помине, соопштија од иницијативата. За ова Јорданчо Цветановски. Воздухот што го дишеме секој ден е се поопасен за животот, а молчењето не труе повеќе од секој чат. Ова го кажаа од иницијативата Стоп за усје, најавувајќи го утрешниот протест пред цементарницата, кој според најавеното ќе биде на истото место каде што се одржа и претходниот пат, на раскрсницата на булеварот Борис Трајковски и булеварот Србија во 18 часот. Оттаму остануваат на барањето. Мерната станица кај цементарницата, поставена од општина Киселавода, да започне со континуирано мерење, врз која граѓаните ќе имаат постојан увид. Ве прашуваме, кој што сам си го мери загадувањето, за себе ќе каже дека загадува. А кој загадува, знаеме и чувствуваме сите. Ние не веруваме во вашите мерења, затоа е потребно исполнување на нашите барања. Ние сме во комуникација со институциите цело време, пробуваме да добиеме повеќе и повеќе информации во однос на тоа, во однос на цементара и загадувањето, и самите институции кажаа дека ги добиваат информациите овде од фабриката. Па ајде да има тука мерни станици кои што цело време ќе покажуваат колку е загадено, и може тогаш ќе веруваме на институциите и може би ќе покажат дека е така, што гледаме дека не е така. Еве, не работат од џаците, убав е воздух. Освен тоа, од Стоп за усје бараат и поставување на повеќе мерни станици во околината на фабриката. Усје да инсталира систем кој ќе алармира при евентуално загадување, а при секое прекршување на законот да се изрекува казна и времена забрана за работа. За ставовите на иницијативата реагираа и од цементарницата. Велат дека обвинувањата се неаргументирани и тенденциозни. Уверуваат дека целосно ја почитуваат законската регулатива. Ги применуваат светските добри практики во производство на цемент и на јасен и транспарентен начин комуницираат со сите засегнати страни. Бројките недвосмислено покажуваат дека и кога Титен усје не работи, амбиенталниот воздух е со истот квалитет, што е јасна потврда за тоа дека компанијата не е причина за состојбите со квалитетот на воздухот во Скопје. Стои меѓу другото во реакцијата на усје. Новиот македонски долгометражен игран филм 17 во режија на Косара Митич и продукција на Томи Салковски е селектиран во програмата Перспективи на годинешниот 76-ти Берлински филмски фестивал. Информацијата беше соопштена денеска на пресконференција во Берлин. Перспективи е програма посветена на најдобрите дебитантски филмови на светско ниво.
Во Берлинале перспективи македонскиот филм 17-ка, која следи приказната на 17-годишната Сара, која поаѓа на училишна екскурзија, ќе биде оценуван од 3-члено интернационално жири, кое ќе одлучи кој од 14 долгометражни дебитантски филмови ќе освои наградата за најдобар филм во оваа програма. По рекламите гледајте само вистина, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!